Здраво на сите и добре дојдовте. Денес зборуваме за една навистина моќна идеја. Како парите да почнат да работат за нас. Не, ова не е некоја комплицирана финансиска магија, туку еден практичен водит за тоа како да се изгради подобра иднина. Па ајде да почнеме. Се, ама баш се, започнува со ова едноставно прашање. Може би звучи премногу добро за да биде вистинито, нели? Но одговорот, колку и да е изненадувачки, е едно големо да. И токмо тоа е суштината на инвестирањето, а денес ќе видиме како точно функционира тој механизам. Наедноставно кажано, инвестирањето е како да садиме финансиско семе. Значи потребно е време, треба грижа и секако трпение. Но со текот на годините, тоа мало, ситно семе може да прерасне во едно силно, цврсто дрво што носи плодови. И токму таа идеја, таа метафора ќе не води низ целава приказна денес. Еве како ќе изгледа нашето патување денес. Ќе почнеме со тоа зошто инвестирањето е важно, па ќе ги разгледаме алатките, ќе зборуваме за ризиците и како да се справиме со нив. И на крај ќе завршиме со конкретен прв чекор што може да се направи веднаш. Значи, првата голема идеја, што треба да ја разбереме, е дека парите не мора само да стојат некаде на сметка. Кога инвестираме, ние всушност ги ставаме во функција, ги тераме да работат. Целта тука не е некое брзо збогатување преку ноќ, туку постепено, чекор по чекор, градење на долгорочна финансиска стабилност. Ајде сега да преминеме на најважниот ресурс за секој инвеститор. И не, тоа не се парите. Може би ќе ве изненади, ама најголемиот сојузник е всушност времето. Колку порано се посади семето, толку повеќе време има тоа дрво да расте. И тука доаѓаме до магичниот концепт на камат на камата. Замислете го како ефект на снежна топка. Имате мала топка снег, ја пуштате по ридот, на почетокот е мала, но како што се тркала, собира се повеќе и повеќе снег и на крајот станува огромна. Токму тоа е моторот на растот. Заработката почнува и самата да генерира нова заработка. Да видиме како тоа изгледа во пракса. Замислете една мала редовна инвестиција. По само 5 години веќе се гледа некаков раст. Не е нешто спектакуларно, но темелите се поставени. Семето, така да кажеме, почнало да рти. А сега, држете се, погледнете ја разликата после 20 години. Истата таа инвестиција со истата редовна уплата буквално експлодирала во вредност. Ова е чиста демонстрација на моќта на времето. Моторот на каматата во полна брзина. Добро, свативме. Времето е клучно. Ама, каде точно се вложуваат парите? Ајде да ги разгледаме основните алатки. Замислете ги како различни алатки во една градинарска барака. Секоја си има своја посебна намена. Оке, да ја поедноставиме приказната. Имаме 3 главни опции за почеток. Прво, акции. Што е тоа? Па тоа е како да купувате едно мало парче од некоја компанија. Со тоа, ризикот е повисок, ама и потенцијалот за заработка е поголем. Потоа, обврзници. Тие се како да и позајмувате пари на држава или на некоја компанија. Посигурни се, ама и приносот е помал. И на крај, фондови или ETF-и. Ова е одлична работа за почетници. Замислете си една кошница во која веќе има ставено многу различни акции и обврзници. Ризикот е веќе распределен, односно диверзификуван. Сега, секогаш кога зборуваме за заработка, мора да зборуваме и за ризик. Тие две работи одат рака под рака. Ама ризикот не е никој баук од кој треба да се плашиме. Тоа е природен дел од играта, нешто со што може и треба да се управува. Основното, ама златно правило во финансиите е ова. Ако нешто има потенцијал да донесе голем принос, тоа секогаш, ама баш секогаш, доаѓа и со поголем ризик. Нема исклучоци. Целата филозофија е да се најде балансот што одговара на личните цели и толеранцијата на ризик. И како се наоѓа тој баланс? Па, со помош на една древна мудрост, која е, верувале или не, темел на целото модерно инвестирање. Едноставна, а гениална поговорка. Не ги ставај сите јајца во една кошница. А еве како тоа изгледа визуелно. Ова се вика диверзификација. Наместо сите пари да се стават на едно место, например само во акции, тие се распределуваат. Малку во акции, малку во обврзници, дел во недвижности и така натаму. Зошто? Па ако еден дел од пазарот има лош период, друг може да расте и со тоа се заштитуваме од големи загуби. Добро, ајде сега да расчистиме уште една важна работа. Разликата меѓу штедење и инвестирање. Многу луѓе мислат дека е исто, ама не е.
И двете се апсолутно клучни, но служат за сосема различни работи. За да ја сватиме разликата, мора да го запознаеме тивкиот убиец на заштедата – инфлацијата. Што е тоа? Па тоа е процесот кој полека, но сигурно ја јаде вредноста на парите. Парите што денес стојат во фиока, за 10 години ќе купуваат многу помалку работи. Значи, да сумираме. Штедењето е како штит. Го чуваме за итни случаи, за непланирани трошоци, за краткорочни цели. Парите се сигурни и лесно достапни. Инвестирањето, од друга страна, е мотор. Тоа е алатка за градење богатство на долгрок. За пензија, за иднината. Значи, прашањето не е или-или. Потребни се и двете. И со сето ова знаење, стигнуваме до најважниот дел. Како сето ова да го претвориме во акција? Како, фигуративно кажано, да го посадиме тоа прво финансиско семе уште денес? Процесот е навистина поедноставен од колку што звучи. Прво, треба да се има цел. Зашто се инвестира? За пензија? За образование на децата? Второ, се прави план. Колку пари, колку често? Трето, и можеби најважно, се почнува со малку. Дисциплината е многу поважна од сумата. И четврто, автоматизација. Наместете траен налог и заборавете. Нека стане навика, како плаќање сметка. И ова е пораката што сакам да остане. Најважно од се е едноставно да се започне. Не мора да се биде експерт, не треба да се чека совршениот момент. Првиот чекор е тој што ја започнува целата лавина. На крајот, целата оваа приказна не е само за пари. Инвестирањето е процес на учење, на градење дисциплина и планирање за иднината. Затоа, највредната инвестиција е секогаш во сопственото знаење. И ќе завршиме со прашањето со кое и почнавме, но малку поинакво. Сега кога знаеме како се сади семето, какво дрво сакаме да порасне од нашата финансиска иднина за 10, 20 или 30 години? Одговорот на тоа прашање е почетокот на едно неверојатно патување.